Под мотото "Диши во знаење", Македонија денеска го одбележува Светскиот ден на хронична обструктивна белодробна болест. И додека секоја година податоците се поалармантни и има тренд на зголемување на лица со белодробни заболувања, и состојбата во Тетово е се позагрижувачка. Градот долго време има проблем со енормна загаденост на воздухот, што е една од причините за појава на оваа болест. Тетовци повеќе пати досега побара од надлежните поголема ангажираност за проблемот со загаденоста, оти велат стравуваат за здравјето. Се плашиме. Све болести се. А што да правиме? Не зависи тоа од нас. Да зависи од нас добре, ама не зависи. Па точно е загрижувачки, сите се плашиме, ама што можеме да направиме? Тоа треба некој погоре да превземе мерки за тоа нешто. Ние што можеме? Вие преземате ли лично некои мерки да избегнувате надвор, нели? Па да ти кажем, ја поиќе сум дома, се у пензија и многу ретко искочам надвор, еве сега што морам нешто до продавница и така. Па, секако дека влие. Нормално дека влие загадувањето. И треба да се преземе према тоа нешто. Се плашите ли вие за здравјето? Па сега за мене веќе не е проблем, за децата, за младите е полошо. Загадени воздух. Веќином што онде да пример долу е кај што е ова речу за леп производство тука фрлаат падот. И сега што да правиме? Не знам што ќе биде. А ова југо кон што затвори не ми се вери да тоа е. Градата е за луѓето што ќе седат дома. И здравствените работници во Тетово веќе одамна алармираа дека морбидитетот на респираторни заболувања е зголемен. Доколку проблемот и натаму се занемарува, македонската популација ќе станува се поболна.